Добар ден, драги мои! Денеска во ова видео ќе направиме една штрудла, така да речам, со купени кори. Но пред тоа имаме, мислам, кои состојци ни се потребни, ја ќе ги набројам. Пред се, запратете во мојот канал Life with Grandma. Ќе бидем многу благодарен доколку го запратите, а сега да се фатиме за работа. За таа штрудла со јаболка ни се потребни 6 до 7 јаболка. Треба препечен леп презлади тоа што, али ја имам домашен препечен леп и сомеле. И имамо гриз и шеќер, ама прво треба да ги олупиме јаболката. Сега ќе почнеме со тоа. Ќе ги излупиме и ќе ги изрендаме. Како сте вие, мили мои, како за утре нова година, видео баш сега ќе се снима, да се заблажиме мало. Имаме некои си работи и потребно ни е нели благо. Зависи, мислим, не е која сорта на јаболка ќе биде, ама најубаво вие знаете, ја познавате, а не знам, верувајте овие како се викаја. Само гледам од продавница, зашто еднаш направив со грейсмите и зелените, никаква, многу вода испуштија и, мислим, не никакво тоа, беше убаво, али вода. А и доколку некој јаболка не пушта, сум забележала во време трајањето, од кога ќе почнеш питата, од кај ќе ги изрендаш, не испушта многу вода. Во тоа е проблемот. Ете, мили мои, јаболката ги изрендавме. Сега ќе ставиме тие сојци што ни требаат. Имаме 8 лажички шеќер. Еве ќе избројаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лажички шеќер. Ќе ставиме 11 лажици гриз. Еве, гриз ќе ставиме 11 лажици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лажици гриз. Ќе ставиме 6 лажици. Ви кажав, треба презли или јас имам препечен леп домашен. Пошто леп кога ќе ни остане го препечуваме и правиме самите презли. 6 лажици, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тоа помешаме и сега ќе историме 2 кесички ванила.
шеќер тоа. Ванила. Тоа сето заедно ќе помешаме вака. Сето тоа заедно презлата, гризот и шеќерот и ванилата. Сето заедно и сега ќе земем 50 милилитра зејтин. Верувајте, јас сум измерила една шолја доаѓа. Ај ќе земем тоа, ќе измериме во пластичното. Доволно е тоа. Uzimam една лажичка мала за зејтинот. И сега ќе почнеме само убаво да го измешам тоа гризот, презлата и шеќерот. Да дојде убаво измешано. Имаме една пакопка готови кори. Ќе извадиме корите сега. Корите ќе ги ставиме овдека. Ќе ја балкана, ќе помериме. Кориве да ги одвојам сега овие. Точно и од матакмо. И сега ќе видиме да постапката сега ќе видите како доаѓа. Ќе земемо една кора. Првата е увек залепена, зашто прво биле... не се, чекај, неубаво сум ги отворила, јас уште требаше, уште некоја кура. Ќе се снајдемо, Ете така. Вака сега ќе иде. Земете една кора. Ставете ја вака. И корава ќе ја попрскате со зејтин. Вака. Ете. Ќе попрскате, јас имам со раце, верувајте, ви не рачунајте да имате за секоја кура. За секоја една кура да имате од ова. Од гризо, шеќеро. Сега пак ќе земемо една кора. Ќе ставимо, како си скинати, ќе ги дотерам ја. Овдека изгледа две има залепени се. Овие кориве некојаш повеќето знаат да не се погода. Туку една, извините се. Видја како се тропа. Ќе земем и нејзе вака, ќе ставиме. Ќе ја попрскате пак со зејтин. И пак ставаме од смесата со презла и шеќер, гристо, све заедно. Од прилика, 2 пати, например, јас зимам со раката и тоа како ми радам е. Сега ставаме пак друга кора. Треба 4 кори да ставиме, ова е трета кора. Пак ја прскаме со зејтин. Пак ставам на дуга. Сега доаѓа четвртата кора. Четвртата кора, кога ќе ја ставите нејзе, истата постапка ќе се направи
со зејтинот. Ќе ставите пак од презлата. Малку на последната. И на последната кора ќе ставите од јаболката. Јаболката не ги цицкам, ренданите јаболка, зашто нема толкова пуштено вода. Но доколку забележите, например, да има вода, и цицкајте ги. Можете да ги изцицкате слободно, да ги стегате, да нема сок. Уште малку ќе ставиме. Убаво е кога има повише јаболка внатри, јас сакам. Да измијам раката од тоа сега. И сега ги виткаме во ролат. Се витка кореите. 4. На четвртата ставате јаболка, другото све е само гриз, презла и шеќер. Вака се витка во ролат. Крајовите се зацврстува и имаме тепсија што одма се става. Сега си повторуваме. Ова е скинатот понапред, ќе ја ставим втора на оваа корава. Сега ќе земем една. Поздрава Боштом пака. И та не издрава, ама ајде ќе речемо поздрава, него она друга на што има во рацете. Пошто ова ќе се свитка овај дел. И земаме. Попрскуваме со зејтин пак. Сега ќе ја ставим истината ова кора. Вака ќе се снајде, да. Ето вака, овај дел ќе свиткаме внатре. И ова парченце од овдека. Ете од овдека. Така. О, не ставив од тоа. Ауф, леле, заборавив. Ајде на ова ќе ставим. Заборавив да ставам од... Сега ќе ставиме. Се заборав. Старост. Така се. И ќе земеме пак друга кора. Мислам ова да ја пребрдам, ама ќе ми попадне цело. Ја попрскуваме со зејтин. Ова ни е трета кора. Ја попрскуваме со презла пак. И сега пак идеме на четврта. Ова е четвртата кора. Залепени се многу и не може човек да ги одвои. Видиш какви се залепени. Залепени се и скинати, Боже. Ете се ова ќе наместиме. Само да откачиме од овде. Ова е третата. Уствари четвртата е, да. Четвртата кора. Ја прскаме со зејтин. Ставаме од пресната. Малку поише ќе туриме, дека не туривме втората. И сега пак си ставаме јаболка.
Пак ставам јаболка преку целата кора. Сега пак ја виткаме како ролат. Само да ви стресам рацето мало. Ја виткаме во ролат пак кората. Крајевите само ги затегнувам, пошто во темсијата ќе се испечат. Пак, што ова, па ќе идемо да го вклучимо ове до негде, малку подебелка, како им се правени, ја не знам. Некоја шкориве купечки се за никаде. Зејтин ќе испрскавам. Сега пак кора. Оф, чекај, видиш, пак ќе забравив тоа. Да, трезва. Сега пак кора ставаме. Со зејтин прскава. Ставаме третата. Се чини третата да ја пребројам треба. 1, 2, 3. Да, третата кора. Ја попрскуваме со зејтин. Ставаме од смесава. Сега четвртата кора. Ја попрскуваме со зејтин. Пошто е четвртата, сега ставаме наднизе. Јаболка ќе ставиме пак. Од јаболките. Гледам ова сега некако да почна помалку да пушта вода. Верувајте, некоја што ќе земам јаболка и стварно имаш еднаш, а ништо не пушта едно вода. Не знам сортата како ми се викаше ли. Некојаш вика зависи до сортата или, например, подолго време се чува, ни па се како ли сокта, знаеш, иседена. Ете вака. Уште малку да турим ја. Сакам малку повише јаболка да има на корите. Сега ја виткаме пак како ролат.
Сега, мили мои, ќе видиме ова колку ќе има. Прскаме со зејтин. Прскаме од месата. Втората кора оваа. Така ја прскаме со зејтинче. Пак ставаме третата кора. Ставаме малку зејтин. Пак од смесата. Ова ќе биде последната, зашто увек ставам на едната 5, пошто нема со една кора, што ќе правиме, знаеш, мора да ја оставиме на... Ова е четвртата. Ќе прскаме со зејтинче. Прскуваме со зејтинче. Измија мало руката ми. Земам од смесата. И земам петтата кура, за среќа петтава целата искината. Но ќе се свитка внатре, нема ништо. Ја попрскуваме со зејтин. Ова го истураме целото, гледате дека точно стига, мерата е таја. Ете, на едното малку што заборавив да ставам, толку остана колку шака. Се ова стави малку, пушти зејт, ова течност јабукава да ја исцедам малку, дека последната. Последното. Јаболката додуша новаја и дека беше ова да го потрошим целото. Некој, знаеш, не можеш да ги делиш, например, на 5 да знаеш од прилика колку ќе ти остане, но сепак од прилика која се става, сега ја вршим последнава. Таа ќе биде малку подебелка, зашто е со 5 кори, секогаш така ми искаѓа, секогаш. Секогаш последната има, останува една кора дека се 17.
Вика се 17 и uvijek je така. Evo ги ми димови. Ja завршивме. Сега ќе ги сечемо на коцки. Прво ќе ја попрскам со зејтин. Ова ти посна, може и посна, например, посна штрудла со јаболка, може да е, еве некој кој сака негде кај ќе однесе, може и да си направи за посна слава. Баш една убава. Сега ќе земеме нож, ќе ја исечеме. Сега ќе ги сечем парчињата вака. Ова е големина. И ќе ставимо да се пече. Овие ќе направиме малку поволенки. Не се исти, овие се помалечки, ама сепак ќе иде да се јаде. Затоа, мили мои, доколку ви се допаѓа овај рецепт, значи посна пита со јаболка или посни кори со јаболка, купени кори, можете и со домашни. Посна, значи имате 10 лажици шеќер, 9 шеќер, 12 гриз, имате 5 презла и 2 ванилин шеќер, свето тоа мешате и 50 мл зејтин или масло. Ќе напишем ја дозвола, па на здравје ја носиме да се пече. Еви, драги мои, карите или штрудлата со јаболка е печена. Доколку ви се допадне овај рецепт, притиснете лайк и subscribe. За вас не значи ништо, но мене ќе ми значи, ќе ми даде потик за мотивација за многу работа. Од срце ви благодарам. Фала. Поздрав, се гледаме на друго видео.